Сезоната на годишни одмори и топлото време се причини што футсал екипата на Унипап од Кочани порелаксирано ги планира подготовките за новото првенство во втората лига. За сега тренинзи не се изведуваат, но сепак играчите се ангажирани со учество на турнири што се одржуваат во текот на летниот период. Тимот минатото првенство имаше солиден настап во лигата и со освоените 19 бода ја заврши сезоната во средината на табелата, односно на 7-то место. Тоа и покрај надежите и плановите не ја стави нашата екипа во ситуација да игра разигрување за освојување позиција што би значила влез во повисок ранг. Сепак, од стручниот штаб на Унипап најавуваат дека не се откажуваат од ваквиот план и можноста тој да се реализира го гледаат за идната година. Оваа година рачунаме да влеземе во прва лига, рачунаме имаме заселување од Куманово, тројца играчи, значи тројцата се репрезентативци на Македонија, бивши репрезентативци. И се надеваме дека ќе влеземе во прва лига, малку поангажирано ќе бидеме отполани. Така. Во текот на подготвителниот период, футсал екипата на Унипап ќе учествува на богородичните турнири во Пробиштип и Демрикапија, што започнуваат идната недела. За разлика од минатата сезона, кога играчите беа ангажирани на десетина турнирски надпревари, ова лето ќе ги има помалку. Освен за најавените два, тимот веќе учествуваше на Илинденскиот турнир во Зрновци, каде го освои второто место. Исто така, фудбалерите Петров и Стојчев како засилувања му беа позајмени на штипскиот Стибо, кој играше во финалето на футсал турнирот во Конче. Инаку новото првенство во втората футсал лига ќе стартува кон крајот на октомври, така што Унипап има доволен период за реализирање на подготовките. За сега непознато е колку екипи ќе учествуваат во лигата, со оглед што дел од нив се откажаа во текот на минатата сезона. Сепак, тоа, според тренерот Митров, не би требало да биде пречка за остварување на планот на екипата за влез во повисок ранг на надпреварување.